Собранието со 65 гласа за доцна синоќа го изгласа Законот за изменување и дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на автопатите Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид, со кој што рокот за завршување на автопатот Миладиновци-Штип наместо до 1 мај 2017 се продолжува до 30 септември 2018 година. Измените според предлагачот владата на Република Македонија се потребни поради изменети и коригирани градежни работи на делницата. Анексот на договорот за изградба на делницата Миладиновци-Штип треба да го склучат јавното претпријатие за државни патишта и кинеската компанија која го гради истиот. На донесувањето на законот му претходеше прекинување на седницата поради немање кворум, пошто председателот на собранието Талат Џафери ги искара пратениците од владеачкото мнозинство дека кога бараат некој закон да се носи по итна постапка, неопходно е да обезбедат мнозинство во парламентот, но и продолжението на истата не помина без вообичаените обвинувања помеѓу пратениците од ВМРО ДПМН и СДСМ. Законот се носи со задоцнување и ова се прави само за манипулирање на јавноста од власта, за да добие политички поени пред локалните избори, обвинија пратениците од опозицијската ВМРО ДПМН. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски рече дека автопатот Кичево-Охрид пак бил пример за криминал и дека тоа треба друг да го докажува и праша зошто досега се пробиени роковите за изградба на патиштата, кои дел од нив требало да бидат готови на 1 мај оваа година. За да ги исправиме грешките на претходната власт, затоа ги предлагаме овие измени на законот, рече Сугаревски. Илија Димовски од ВМРО ДПМН пак истакна дека СДСМ намерно ги стопирала изградбите на автопатите, за да ја оцрни претходната власт предводена од ВМРО ДПМН. Сугаревски одговори дека тој не ја кочи изградбата, туку дека ги исправа грешките на претходната власт која оставила пропусти.